Добро вечер, почитувани гледачи, Централен дневник во 20 часот на К1 телевизија. Еве што ќе гледате во наредните 30 на минути. Нејасно е зошто земјоделците не ги користат владините средства за осигурување на посевите. Општина Велес прва во државата со сертификат за квалитет според ИСО стандарди. Велешанецот Костадин Петров е новото засилување на прволигашот Металург. Вчерашниот град и пороен дожд во Росоманско оставија пустош. Огромни штети има кај праските, лозијата и другите градинарски култури. Општинската комисија излезе на терен веднаш по невремето да направи проценки на штетите. Познавачите сметаат дека направените штети ќе се одразат и во наредната година. Вчерашниот град и пореен дожд во Росоманско оставија пустош. Огромни штети има кај праските, лозијата и другите градинарски култури. Најпогодени се праските и лозијата кај Сирково и Манастирец. Земјоделците велат дека е ова трет пат годинава откако нивниот род е погоден од невреме. Вчерашното невреме кај нас овдека, наречено овој терен кај што се сега, за 15 минути 100% го однесе плодот на праските и на лозите. Праските се исто, праската исто овој дел овде кај сме сега постоиме, значи исто 100% и таму имаме 10 хектари праска лично за мојата лап. Општинската комисија излезе на терен веднаш по невремето да направи проценки на штетите. Комисијата започна од вчера, денеска и мислам дека официјално подетални информации ќе бидеме кога ќе испаднеме на терен. Сега се уште не можеме да утврдиме колкави се штетите, како се однадува дека се 60, 70, 80, па кога ќе се утврдат ќе дадеме накнадно изјава за штетите. Земјоделците навреме да ги пријават штетите, апелираат надлежните. Познавачите сметаат дека направените штети ќе се одразат и во наредната година. Земјоделците немаат навика да го осигураат родот. 10% од земјоделските насади се осигурани во земјава. Иако во последниве години земјоделството трпи големи штети од климатските услови, сепак процентот на осигурани земјоделски насади е многу мал. Последен пример за уништување на земјоделието предизвикано од неповолните временски услови е Пелагонискиот регион. Околу 10% од земјоделските насади се осигурени во земјава. Иако во последниве години земјоделството трпи големи штети од климатските услови, сепак процентот неосигурени земјоделски насади е многу мал. Последен пример за уништување на земјоделието, предизвикано од неповолните временски услови, е Пелагонискиот регион. За таа цел Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство апелира до граѓаните кои поседуваат земјоделски насади да ги осигуруваат. Според заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски, земјоделците можат да ги користат мерките од програмата за субвенции и да обезбедат полиси за осигурување. За обештетување на земјоделско земјиште од државниот буџет се обезбедуваат 60%. Ги осигураат своите земјоделски површини, своите посеви, да го осигураат родот, да можеме ние како министерство преку програмата за субвенции да ги субвенционираме во 60% од износот на полицата, да можат во значителна мера да го осигурат својот принос. Се подготвува и мерката за вклучување на сточарството во програмата за субвенции на полисите за осигурување во делот на земјоделието, посебно за оние кои се занимаваат со сточарско производство, што не беше случај досега. Мигрантите полесно ќе поминуваат низ Македонија. Претениците ги изгласаа измените во законот за азил. Можностите за инвестиции представени пред австриската бизнис заедница. Делегација предводена од премиерот Груевски вчера во Вина се сретна со повеќе стопанственици од Федерацијата на австриските индустрии кој обединува над 4200 компании. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски вчера заедно со министерот без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции Висер Фида и директорот на дирекцијата за технолошко-индустриските развојни зони Виктор Мизо остварија средба со повеќе стопанственици во Виена, Република Австрија. На средбата присуствуваа представници од компании од повеќе сектори, од областа на недвижностите, технолошката индустрија, телекомуникацијската и информатичката индустрија, енергетиката и металната
текстилната индустрија и други. Премиерот Никола Груевски ги истакна одличните политички и економски односи со Република Австрија, која за Македонија е важен економски партнер, и истакна дека позитивна улога во развојот на односите имаат и големиот број на австријски компании присутни на македонскиот пазар. Беше добра можност покрај економските да се објаснат и политичките аспекти во Република Македонија, така што се на се ова беше многу корисна за потенцијалните инвеститори. Се сретнав и со претседателот на индустријската комора овдека во Австрија, при што ја посетив и неговата компанија. Тој е распространет во повеќе видови на сектори, во повеќе бизниси, во повеќе сектори. Се надеваме во иднина да покаже интерес за инвестирање во Македонија во некои од неговите сектори. Посетиме вчера една од неговите фабрики тука во Виена, така што беше добро за засврстување на контактите или за правење на нови контакти со одредени луѓе кои што за прв пат дојдоа и се сретнаа со нас, а во правец на инвестирање во Македонија и отворање на нови работни места за македонските компании. Австриските компании се меѓу најголемите странски инвеститори во Македонија. Тие позитивно ја оценија бизнис климата, работниот кадар и поддршката од власта. Првиот човек на Соравија Груп сепак предупреди на политичката ситуација, лоцирајќи го проблемот во делувањето на опозицијата. Мислам дека инвестицијската клима во Македонија е многу добра. Луѓето се добро образовани, а локалната влада обезбедува поддршка. Проблем е политичкото работење на опозицијската партија, со што им се наштетува на уверувањата да се инвестира во Македонија. Му благодарам на премиерот Груевски што не поддржува во нашите инвестицијски активности. Груевски имаше одвоена средба и со Георг Капш, чија групација работи во повеќе сектори и има над 5000 вработени. Пред потенцијалните инвеститори посебен фокус беше ставен на 14 економски зони кои нудат значителни даночни поволности за компаниите кои своите инвестиции ги лоцираат во нив. Ние сметаме дека инвестицијската клима е многу добра. Вие нудите различни опции, имате ниски даноци, поволна и пријателска бизнис средина за странските инвеститори. Ние како асоциација на австриските индустрии можеме да ве поддржиме и да ги мотивираме компаниите да инвестираат во Македонија. Ние ќе го направиме тоа. Директните инвестиции од Австрија во Македонија изнесуваат околу половина милиарда евра. Австрискиот капитал е присутен во речиси сите сектори на домашната економија, услугите, осигурувањето, банкарството, телекомуникациите и така натаму. Продолжува владиниот проект за енергетска сиромаштија. Правото на заштита од енергетска сиромаштија е воведено во 2010 година и изнесуваше 600 денари. 2 години подоцна сумата се зголеми на 700 денари. Веќе со сметките што ќе се плаќаат во јули ќе биде 800 денари. Овој проект досега им помогна на голем број семејства и во 2015 година ќе опфати до 10.000 корисници, за чија помош од државната каса ќе се одвојат 81 милион денари. Планот е според програмата на владата последната година да биде 900 денари, значи 2016 година, а од 2017-18 да биде 1000 денари. Така што ние тоа што го воведовме во 2010 година, не само што го одржуваме континуирано, туку и постепено го зголемуваме. Институтот за сертификација на Република Македонија додели сертификат на Велес како прва општина која ги исполнува стандардите на системот за управување со квалитет. Ова е потврда за одговорното работење на општината, но и за подигнување на квалитетот на услугите спрема граѓаните и бизнис заедницата. Велес се уште една потврда за доброто управување и работење на локалната самоуправа. Општината го доби сертификатот за системот за управување со квалитет во согласност со стандардот ISO 9001 од 2008 година. Сертификатот е потврда за кредибилитетот на локалната самоуправа, за првиот човек на градот. Ова е дополнителен поттик општината и понатаму да продолжи со своето одговорно и посветено работење во служба на граѓаните. Издавањето на дозволите. Тоа значи транспарентноста на општината. Тоа значи отчетноста на општината. Тоа значи комуникацијата меѓу вработените и граѓаните, што е исто така на многу значајен сегмент во работењето на локална самоуправа. Тука влегува, знаете, и останатиот дел. Успешното финансиско работење на локалната самоуправа, значи се оној сегмент што значи за окружување на работење на локална самоуправа е составен во еден ваков стандард.
Сертификацијското тело не пронашло ниту еден недостаток во работните процеси на системот и процедурите на општината за имплементација на стандардите за квалитет. Ова е првиот сертификат кој што го доделуваме на некои од македонските општини. Значи, што се добива со ова? Со овој сертификат, општина Велес докажа дека една од најквалитетните општини во Република Македонија и дека сите оние барања што еден ваков стандард ги бара, ги поседува општина. Постапката за добивање на сертификат во согласност со ИСО стандардите трае од 5 до 7 месеци. Неодамна, според анализа спроведена врз сите локални самоуправи, Велес го доби примотот за најтранспарентна општина врз основа на работата на своите представници и лесниот пристап до информации од јавен карактер. Мигрантите полесно ќе поминуваат низ Македонија. Претениците ги изгласаа измените во законот за азил. Студентите од социјално ранливите категории ќе можат бесплатно да се запишат и да завршат магистерски и докторски студии. Владата продолжува со овој проект и им излегува во престрет на децата кои ги исполнуваат условите за втор и трет циклус студии, а не се во можност истите финансиски да се ги дозволат. На сите државни универзитети и факултети низ државата, 10% од квотите за магистерски и докторски студии ќе бидат наменети за лицата од социјално ранливите категории. Одлуката за бесплатни магистерски и докторски студии за социјално загрозените лица, која ќе биде вметната во новиот закон за високо образование, ја објави денеска премиерот Никола Груевски. Владата донесе заклучок да го задолжи Министерството за образование при наредната промена на законот за високо образование да се предвиди во упишувањето во така наречениот втори и трет циклус, што значи магистерски и докторски студии, да се предвиди во законот 10% од квотите што се примаат на секој факултет и универзитет да бидат бесплатни за лица кои што се од социјално ранливи категории. Доколку има повеќе од 10% кои што конкурираат, во тој случај критериумот да биде за оние кои што имаат најниски приходи, односно се во најзагрозена социјална категорија. Модернизацијата на образовниот систем е една од приоритетите на ресорното министерство. Во изминатиот период за студентите од 3-та и 4-та година, владата додели по 8.000 денари за набавка на таблет компјутери. Во рамки на 56-та седница на Собранието на Република Македонија, претениците ги донесоа измените на Законот за азил и привремена заштита. Во рамки на 56-та седница на Собранието на Република Македонија, претениците ги донесоа измените на Законот за азил и привремена заштита. Тие предвидуваат регуларен престој на мигрант од 72 часа, пошто ќе мора да ја напушти земјава или да побара азил. Пратениците сметаат дека станува збор за хуманитарна криза која не е само регионален, туку и глобален проблем. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков, образложувајќи го законот, истакна дека измените на истиот се прават поради изголемениот број мигранти кои транзитираат низ државата. Измените, додава тој, ќе придонесат за поголема безбедност и намалување на ризиците на мигрантите, а Министерството за внатрешни работи ќе добие посоодветна евиденција за лицата кои влегуваат во државата. Илегалните мигранти територијата на земјата ја минуваат пеш или со велосипед, бидејќи не смеат да користат воз или јавен превоз. Во изминатите месеци се движаа и по железничката пруга, каде се случија неколку несреќи и загинаа 30 на лица. Општинската организација на Црвениот крст од Велес утре ќе го одбележи Светскиот ден на бегалците. Со неколку часовен настан ќе се подигне свеста кај локалното население за актуелните проблеми со мигрантите кои секојдневно минуваат низ Велес. На ист начин денот ќе биде одбележен и во Гевгелија. И јас сум човек е мотото на овогодинешниот Светски ден на бегалците 20 јуни. Општинската организација на Црвениот крст од Велес ќе го одбележи со неколку часовен настан во текот на утрешниот ден. Збирното место ќе биде на платото пред новата театарска зграда во 11 часот, каде ќе се дистрибуираат флаери до граѓаните на кои ќе има пораки со човековите права и хуманоста. Посебен акцент ќе се стави на искуствата со мигрантите кои секојдневно транзитираат и низ нашиот град. Ќе се одржи манифестација
со која ние велешани ќе покажеме дека знаеме што е страдање. Истовремено да им дадеме поддршка и помош на овие бездомници, да можат да ја вратат вербата и надежта за својата иднина. На манифестацијата, освен дистрибуција на промотивни материјали, ќе има и разговори со граѓаните на Велес за нивните контакти со мигрантите, а младите волонтери на Црвениот крст ќе ги пренесат преку игра своите пораки до возрастните и до оние кои донесуваат одлуки. Од Црвениот крст велат дека целта во одбележувањето на овој ден е да се даде поддршка на милионите луѓе кои пресилено ги напуштаат своите домови поради војна или прогон. Последниве месеци, како земја и како град, соочени сме со вистинска бегалска криза. Според податоците со кои располага Црвениот крст на Република Македонија, во моментов во земјава транзитираат околу 300 мигранти дневно од Сирија и други држави, додека од почетокот на оваа година досега регистрирани се околу 800 мигранти. За утрешниот настан, од Црвениот крст најавуваат и присуство на неколку амбасадори во земјава. Со ист настан, Светскиот ден на бегалците ќе биде одбележен и во Гевгелија. Според председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, можно е да се дојде до решение за политичката криза. Заменик министерот за здравство Јовица Андовски на самит во Прага. Деталите за вестите од Македонија во продолжение. Според председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, може да се дојде до решение за политичката криза, бидејќи се работи за задржување или губење на препораката од Европската комисија за почеток на пристапните преговори за членство во Европската унија. Мислам дека ќе има решение. Секој пат треба да бидеме на некој начин луѓе кои размислуваат позитивно. Кога ги согледувате од позитивен аспект сите нешта, решение мора да има. Ниедна криза не траела вечно и кризата ќе заврши, ќе има свои решенија. Меѓутоа, секој пат останува моментот да се соочува образот, бидејќи решенијата не се онака како што ние сами ги замислуваме, туку врз основа на одредени моменти, состојби и околности. Имаме голем притисок да ја изгубиме препораката и прашање дали воопшто ќе добиеме повторна препорака, бидејќи таа е израз на консензус, таа се носи со консензус, изјави Иванов во интервју за Телма. Иванов исто така изрази подготвено за разговори со политичките лидери, повикувајќи ги во било кое време да дојдат во неговиот кабинет и да продолжат со разговорите. Надминувањето на политичката криза во земјава е приоритет за Европската унија, како и спроведувањето на неопходните реформи за придвижување. Високата представничка за надворешна и безбедносна политика и подпредседател на Европската комисија Федерика Могерини се сретна со македонскиот вице-премиер за евроинтеграција Фатмир Бесими во Брисел. Могерини го потврдила ставот на Хан: придржувајте се кон договорот од 2 јуни. Ова се главните пораки на денешната средба на вице-премиерот задолжен за европски прашања со шефицата на европската дипломатија. Во текот на идната недела во Советот на Европската унија ќе има дискусии за Република Македонија. Очекуваат политичките лидери да покажат политичка зрелост и подготвеност за изнаоѓање на решенија, изјави вице-премиерот Бесими. Инаку во текот на вчерашниот ден на средба со комесарот Хан, вице-премиерот го доби официјалниот извештај кој ќе биде разгледуван на Советот, во кој се содржани мерките и препораките за надминување на политичката криза, кои има импликации на евроинтеграцијскиот процес. На самитот на министрите за здравство на 16 земји од Централна и Источна Европа и Кина, заменик министерот за здравство Јовица Андовски оствари повеќе билатерални средби. Заменик министерот Андовски оствари средба со чешкиот министер за здравство, каде се разговараше за можност за испраќање македонски доктори на едукација во реномирани медицински центри во Чешка, што во континуитет се спроведува со проектот за едукација на медицински кадар од Македонија во странство. Во опраќањето на работниот ручек по официјалното отварање на самитот, Андовски упати благодарност до чешкиот министер за здравство, како и до делегацијата од Народна република Кина за успешната организација на настанот, а воедно изрази поддршка за организирање вакви настани и во иднина со цел предлабочување на соработката помеѓу земјите од овој регион. А од вестите од светот, српскиот премиер Александар Вучик изјави дека е изненаден од најавата дека Унгарија ќе изгради ѕид долж српско-унгарската граница, са тешко формира сили во Сирија.
Српскиот премиер Александар Вучик изјави дека изненаден и шокиран од најавата дека Унгарија ќе изгради ѕид долж српско-унгарската граница поради проблемите со мигрантите, нагласувајќи дека тоа нема да биде решение, бидејќи Србија не е виновна за тој проблем. Вучик истакна дека ќе разговара со унгарскиот премиер Виктор Орбан и европските представници и очекува да добие логични одговори, додавајќи дека тоа пред се е прашање на Европската унија, бидејќи Србија е транзитна земја. Никој не може да каже ништо на Србија. Таа не е виновна ниту за кризата во Сирија, ниту за судирите со исламската држава, ниту за курдите. Србија е само транзитна земја. Мигрантите не влегле ни Србија, туку од територија на Европската унија, низ Бугарија и Грција, истакна Вучик. Соединетите американски држави соопштија дека тешко се спроведува планот за создавање на сили на сириската опозиција, кои треба да се обучуваат за борба против джихадистите на групата Исламска држава, но се уште е многу рано за откажување. Немаме доволно места за обука, но за сега нема доволно кандидати за да ги пополниме, изјави во Конгресот американскиот министер за одбрана Аштон Картер. Председателот на Советот на началници на генерал-штабовите на вооружените сили на САД, генерал Мартин Демси, истакна дека обуката, која според официјални представници ќе се спроведува со Јордан и Турција, туку што започнала и се уште е премногу рано да се откажат од неа. Костадин Петров е новото засилување на Металург на позицијата пикер. ФК Вардар денес замина на подготовки во Австрија. Марковски официјално поставен за спортски директор во Македонската кошаркарска федерација. Давид Бабунски во Самдорија, домашен спорт. Раководството на Металург продолжува со засилувањата на тимот за предстојната сезона. Како трето засилување на пикерската позиција металурзите го доведоа 23-годишниот Костадин Петров со договор од 3 години. Трансферот е објавен на официјалната страна на клубот по доведувањето на десниот бек Јанко Божовиќ и левиот бек Марко Матиќ. Пикерот е задоволен што ќе биде дел од тимот на Металург и ќе биде под тренерската палка на тренерот Лино Червар. Петров е поранешен кадетски и младински репрезентативец на Македонија, кој доаѓа од екипата на Радовиш, а во минатото има настапувано за екипите на Борец, Овчеполе и на Куманово. Македонскиот фудбалски шампион Вардар утринава заминаа на подготовки за предстојната сезона и квалификациите за Лигата на шампионите, па во следните 2 недели вардарци ќе останат во австрискиот центар Бад Тацмансдорф, каде ќе предстојуваат до почетокот на јули. За 28-те фудбалери кои заминаа, ова ќе бидат основни подготовки на кои ќе се подобрува физичката подготвеност на играчите, а на престојот ќе одиграат и 4 пријателски надпревари против Терек Грозни, Спартак Трнава, Пушкаш Академија и Металис Харков. Предстојниот понеделник црвено-црните во Австрија ќе го дознаат и противникот во квалификациите за пласман во Лигата на шампионите. Заре Марковски веќе и официјално е поставен на позицијата спортски директор во Македонската кошаркарска федерација, со што ќе има можност да допринесе во потесното раководство на оваа национална федерација, откако беше именуван на вчерашниот управен одбор. Во последниот период беше споменуван и поврзуван за селекторската позиција во репрезентацијата. Марковски е задоволен од одговорната улога која ќе има во македонската кошарка и ветува дека ќе го даде својот максимум и допринос за подигнување на кошарката во земјава на повисоко ниво. Во однос на соработката со селекторот Джикиќ, истакна дека двајцата ќе се вложат да разговараат со кошаркарите кои се на поширокиот список за европското првенство, а имаат најавено дека нема да настапуваат и ќе се потрудат заедно да ги убедат за продолжување на настапите за селекцијата. Филозофијата на Марковски за изборот на играчи е дека тој е против натурализирани кошаркари во репрезентацијата, а како директор нема да инсистира на оваа одлука на селекторот Джикиќ. На вчерашниот состанок беше прифатена оставката на првиот оперативец Дејан Јовановски, па МКФ нема да брза со доведување на нова замена за оваа одговорна функција.
Талентираниот фудбалер Давид Бабунски, кој во изминатиот период беше дел од Б тимот на Барселона, се сели од Шпанија на Апенините во тимот на Сампдорија. Ваквата информација за македонскиот репрезентативец денес ексклузивно ја објави порталот Tutto Mercato Web, па според италијанскиот сајт Масимо Фереро, претседателот на Калчо Лигошот Сампдорија ги завршил сите формалности околу доаѓањето во Дженова. Бабунски е представен како талентиран играч за врска, кој има европски пасош, па тоа нема да представува проблем за настап во италијанското првенство. Колумбија го совлада Бразил, Леброн Джеймс со нов рекорд. Русија и Катар се соочуваат со одземање на организацијата на светските првенства поради перење пари на ФИФА. Колегата Ангел Самараков со повеќе детали за меѓународниот спорт. Во надпреварот од второто коло од групата С на Копа Америка шампионатот, селекцијата на Колумбија го совлада Бразил со 1:0. Единствениот погодок беше дело на Фабиан Мурилјо во 36-та минута. Поради неспортско однесување со црвени картони се здобија Неймар и Карлос Бака. Во оваа група вечерва се игра вториот дуел на кој ќе настапат репрезентациите на Перу и Венецуела, па со победа Перу би дошол до првите бодови, а со триумф Венецуела би избила на врвот од табелата. И покрај поразот од Голден Стейт во финалната серија надпревари од 4-2 и изгубеното четврто финале во НБА лигата, кошаркарот на Кливленд Леброн Джеймс стана шестиот играч кој постигнал 5000 поени во плейоф фазата во кариерата. Со ова достигнување тој влезе во одбраното друштво каде што се Майкл Џордан, Карим Абдул Џабар, Коби Брајант, Шекил Онил и Тим Данкан. Ова е 5000-тиот погодок на Джеймс постигнат против шампионот Warriors. Во врска со истрагата против ФИФА за доделување на мундијалите во 2018 и во 2022 година, швајцарските банки пријавиле 53 можни случаи за перење на пари. Швајцарскиот обвинител истакна дека станува збор за многу комплициран случај кој се води против криминални финансиски действувања за перење на пари за време на кандидатурите за мундијалите во Русија и Катар. Доколку се докажат ваквите обвиненија, на овие земји ќе им биде одземена организацијата на светските првенства. Агентот на напаѓачот на Јувентус Карлос Тевес најави заменување на играчот од редовите на Старата Дама и трансфер во Аргентина за тимот на Бока Јуниорс, каде што аргентинецот веќе одамна сакал да ја продолжи кариерата. Иако беше поврзуван со преселба во Атлетико Мадрид, Тевес одлучил кариерата да ја заврши за Бока, каде ќе има плата од 5 милиони евра. За негова замена во клубот од Торино се најавува хрватот Марио Манџукиќ. Денеска имавме претежно облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и значителен пад на температурите. Какво време не очекува во наредните денови да погледнеме во продолжение.
ова беше последната информација за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.